Како што ви најавивме, наш, но и ваш гостин, господја Солза Грчева, универзитетска професорка и лидерка на политичката партија Глас за Македонија. Добро ви утро, господја Грчева, дали се слушаме пред се? Да, се слушаме. Добро утро на сите слушатели. Добро ви утро и од мене, господја Грчева. Ни причинува задоволство што повторно сте со нас после пауза од 9 месеци. Се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија и денес, како и секогаш кога вие ни гостувате на Македонски корени. Господја Грчева, многу работи се случија во овие 9 месеци колку што отсуствувате од Македонски корени. Ситуацијата на политичката сцена како на лента од ден на ден се менува, а сепак Македонија стои во место дури и назадува. Па човек дури не знае од каде да почне. За денес имаме подготвено многу прашања, околу 11, се надеваме дека ќе имаме доволно време за сите, но тоа пред се ќе зависи од вашите одговори. Вакцините од Бугарија и од Грција, но и од Европската унија, кои во последните неколку месеци ги најавуваше премиерот Заев и министерот Филипчи, никако да пристигнат. Наспроти тоа, првите вакцини, иако со символична бројка од 4680, пристигна од соседна Србија, благодарение на милоста на српскиот претседател Александар Вучич, на оно истиот за кој Заев во 2017 година им изјавено дека е националист. Како вие гледате на сето ова лично, но и како е ставот на вашата политичка партија Глас за Македонија, особено после одбивањето на руските вакцини од страна на Заев, со изговорот дека ќе ли биле многу? Да, значи, тоа е дрско и цинично да се каже дека Македонија е во опасност да не набави премногу вакцини за своето население и затоа тие не набавувале, знаејќи дека имаме практично нула вакцини. Како што рековте, овој подарок од Србија е символична бројка и едва и ќе стигне за здравствените работници кои што работат во ковид центрите. Македонија ја нема дури на картата во вакцин трекерите, ни светот не можете ни да ја пронајдете. Значи, нула вакцини. Една неспособност, тотална би рекла неодговорност, па дури злосторство, бидејќи секојдневно ратата на смртност расте во Македонија. Имам чувство дека и Европската унија не направи ништо за нас, во која што се крстиме, кон која што целиме. Ние сме напросто оставени овде како некој острово на лепрозни, на убавци, да изумреме. Значи, имавме понуда од руската страна, од руската амбасада, конкретно уште минатата година, да добиеме контингент на руски вакцини, но да знаете се работи за просто политиканство. Една Хрватска се обидува да дојде до руски вакцини во милионски дози, Србија, како што рековте, која што веќе преговара со Европската унија, ги набави, дури и се склучува договори да ги произведува руските вакцини, но кај нас не смеат да дојде. Еден врв на неодговорност. Господја Грчева, од сето ова што досега можеме да го видиме на македонската политичка сцена, а за време на владењето на Зоран Заев може да се забележи следново. Преку Законот за добрососедство, пред се, со историјата и Законот за образование, владата на Заев одработува за Бугарија и бугарите. Со промената на документите, владата на Заев одработува за Грција и грците. Сега со пописот, ако го спроведат на начин на кој го планираат, ќе одработуваат за Албанија и албанците. Остана ли барем нешто што Заев би одработил за Македонија и македонците, од каде што зема плата? Па, видете сега, многу упростено да се каже дека со едното одработува за едните, со другото за другите. Македонија е во исклучително лоша ситуација, знаете, окружена со соседи кои што посегаат по нашиот идентитет. Практично, со соседи кои што не ја признаваат македонската нација, македонскиот народ, идентитет, посебност, јазик и така натаму. Во таква една ситуација, владата одбра, наместо да бара некакви компромисни решенија, одбра да ги прифаќа сите тврди ставови што ги имаат нашите комши. Не знам колку се воопшто во позиција нешто да одбираат или да не одбираат, бидејќи јас целиот кабинет го ставам предходно и на НАТО, но сега и на Европската унија, која што
можеше и требаше да најде механизам да ја убеди Бугарија да попушти во оваа цел процес на преговарање. Жално е што Македонија не изгради своји црвени линии. Впрочем, ова што ни се случува со картите, со личните карти, тоа е отсуство на постоење на македонска нација. Ние не успеавме во овие 30 години да изградиме македонска нација, односно граѓанска држава каква што тврдат дека имаме, а ја немаме. Бидејќи граѓанска држава подразбира да сме сите ние овде македонци, па да личните карти ни личат на вистина на нешто, а да имаме различни етникуми, како што е во Франција, Германија, не знам, ако сакат и соседна Грција, Бугарија, каде што се сите бугари. А внатре имаат разни етникуми кои што слободно можат да се декларираат како такви. Значи, грешката е направена уште пред 30 години во градењето на нашата држава, во нашиот устав, во непостоењето на македонската нација. И сега, кога немате темел, многу лесно е да грешите и многу тешко е да направите некоја навигација и да се снаоѓа. Мислам дека договорот од Пресве е потпишан, тие мораат да го почитуваат. Договорот со Бугарија е потпишан, мораат да го почитуваат. Грешката беше потпишувањето на тие договори. Сега сето ова што ни се случува ни се враќа како бумеранг. Сега и немаат маневарски простор да нешто изменат. Не попусто правевме протести, референдуми и така натаму, за да им покажеме и докажеме дека не смеат во таков облик да потпишуваат договори. Се што ни се случува е резултат на штетните договори. Апсолутно се. Законот за попис во собранието го донесе онака како што го донесува, без консензус на сите политички партии, на сите политички чинители, и сега турката пописот да се спроведе по тој закон и со новата методологија. Многу негодување има по прашање како научната фела, така и од јавноста, но и еден дел од политичките партии негодуваат. Повеќето од нив како една од главните причини за негодувањата ја наведуваат пандемијата COVID-19. Дали овие навистина е главна причина или причината треба да се просочи во Зоран Заев вирусот? Колку и дали воопшто може да му се верува на премиерот Заев во она што говори околу пописот? И двете се точни. Прво, во пандемија такви масовни операции не смеат да се прават. Еве, јас напишав еден статус на Фејсбук и тоа го повторив на многу дебати, дека јас немам намера да отварам никому врата, кога на своите деца не им отварам врата. Значи, попишувањето ќе биде многу тешко, ќе треба да се одвија некаде на улица, во дворови, не знам каде. Многу е дрско да вам ви праќаат екипи дома кои што шетале низ 10.000 куќи. Пандемијата е причина исто така. Меѓутоа, уште поголема причина е криминогениот закон, кој што апсолутно не создава доверба кај луѓето дека не е некаков политички пазар помеѓу социјалдемократите и помеѓу Унијата на албанците, помеѓу ДУИ. Ако се сеќавате, излегоа албански политичари да лицитираат со бројки. Ако се испаднеме помалку од 25%, 30%, секој лицитираше со различни бројки, не го признаваме пописот. Тоа веќе мириса на политика, а не на статистичка операција. И втореден момент, исто така е многу важен, што овој закон помина на брзина со европско знаменце, а нема вградени воопшто европски критериуми на попишување. Во Европа, како што знаете, се попишуваат сите резиденти во моментот во државата, плюс оние што најмногу до 1 година заминале од неа. И не може некој друг да ве попишува. Тука имате клаузули од типот оној кој што ве познава најмногу може да каже за вашиот етникум, вашиот матичен број, вашата религија и така натаму, па се прашува кој е тој закон што дозволува такви произволности и кој е тој оној кој што ве познава најмногу. Значи, се обидуваат на мала врата да протнат
да се попишат луѓе кои што можеби и не постојат, кои што никој не може да ги провери тие податоци, дали се точни или се неточни. Сето тоа мириса на политика и на договор политички, а никако не на статистичка операција. Јас сум за попис, јас во собрание кога бев пратеник постојано барав попис, бидејќи сме единствена држава можеби во светот што толку време нема направено попис, ние мора да имаме попис, да си исцртаме не само демографската карта, туку социјалната, образовната карта, ако сакате. Како иначе ќе се прави било која стратегија за регионален развој, меѓутоа не ваков попис. Ваков попис не, овој мириса многу на договор. Но не значи дека Глас за Македонија нема да повика на бојкот, тоа да разјасниме. Нема да повика на бојкот, туку ќе ги повика на голема предпазливост. Сите луѓе да се попишуваат безбедно. Инаку, многу лошо ни се пише ако на тој попис не се појават македонците. Испаднеме во уште помал број од оно што веќе ни го изрежира. Така. Господја Грчева, дали само попишувањето, односно начинот на попишувањето на дијаспората оди во прилог на владата? Па, тие бројки не ги знаеме. Еве, меѓу другото, и бидејќи не се води никаква статистика во пописот, не знаеме што ни е исплатливо, што не. Дали е добро да се попише дијаспората или не. И тоа не го знаеме. Јас бев изненадена колку мал број на наши луѓе имаат наши документи, наш пасош. Кога бев на мојот престан во Канада, видов дека многу мал број на наши луѓе имаат наши пасош. Така да не знам тоа дали ни се исплати. Еве ви ја кажувам европската регулатива. Ако ние целиме кон Европска унија, треба да ги почитуваме тие стандарди и тие критериуми, кои што велат резиденти плюс оние кои што се најмногу една година отидени од државата. Имате ли формула за да се стопира овие од власта на Заев во намерата да го спроведат пописот по новиот закон и методологија? И дали мислите дека опозицијата со собирањето на граѓански потписи во целата држава, која иницијатива ќе започне денес во 12 часот, ќе успее да го поништи законот за попис? И дали вие од Глас за Македонија ќе се приклучите на оваа иницијатива? Да, ние сме приклучени кон таа иницијатива, веќе се дадени упатства на луѓето на терен да одат и да се потпишуваат. Видете, опозицијата има и друг механизам. Може со пратеници внатре да ја покрене истата иницијатива. Паралелно на тоа тие сакаат да го направат едно поголемо граѓанско, да речам, граѓанска поддршка да добијат за согарување на овој закон и ние како Глас за Македонија ќе ја поддржиме таа иницијатива. Господја Грчева, претходно спомнавте каков е ставот на вашата партија, но и вашиот личен став за измените во законот за личните карти и кон каде ќе се движи Македонија со ваквиот чекор, особено после она што премиерот Заев го призна дека само ние македонците ќе бидеме граѓани на Република Македонија. Видете, тука е, како што реков, сгрешено во старт, па сега се влегува од грешка во грешка. Грешка е да пишувате и етничка припадност во лична карта. Најдете ми една таква лична карта во светот. Дали некаде пишува француз или германец или австралијанец или било што. Се пишува државата. Но нам ни е страшно да напишеме Северна Македонија. Јас тоа неќе да го видам во мојата лична карта. Според тоа и двете решенија, и она да нема етничка припадност, и другото да има етничка припадност и покрај тоа кроз граѓани на Северна Македонија, мене ми е неприфатливо. Мене ми е единствено прифатлива варијанта, она што ни една партија не го помислува, а тоа е македонска нација. Час поскоро треба да се изгради македонска нација во уставот да биде преточен. Све ова наказно и сега на трули темели ние се обидуваме нешто да направиме. Не може така. Не може од наопаку процесот го тераме. Значи, ние не треба да имаме етничка припадност натре, но треба да бидеме сите македонци. Тоа што е некој албанец, турчин и така натаму, има каде тоа да го
изрази, впрочем, и личните карти и сега наши се издаваат на ваше барање или на албански или на српски можете, на турски и така натаму. Значи немаме ние проблем околу тоа. Нашиот суштински проблем е што не сакаме конкретно ние како Глас за Македонија да ни стои граѓани на Република Северна Македонија. Никакви граѓани, треба да стои државата. Државата Република Македонија, точка. Тоа го повараше, мислиш, тоа е нашето барање, тоа е нашиот став. Так. Постапките на Бугарија... А лошо е по мене, иако пишуваме македонци, албанци, грци, турци, роми и така натаму. Да. На што тоа ќе личи? На што тоа ќе личи? Ајде кажете ми, која ќе биде припадноста на еден албанец кроз граѓани на Северна Македонија? Од каде тој? Од Марс? Да. Значи, правиме страутни грешки во чекори, се прават. Постапките на А тоа Бугарија... е се поради лошите договори кои што се подпишани и сега и едната и другата страна се обидуваат во рамки на тие лоши договори да се снаоѓаат. Нема снаоѓање во такви лоши договори. Тогаш од лошо станува уште полошо. Токму така. Постапките на Бугарија и Грција во врска со учебниците сега притисна и албанските политички партии. Деновиве министерката за образование и наука Мила Царовска имаше средба со првиот вице-премиер Алтан Групи и пратеникот Арбер Адеми. Тие се согласиле дека неправилностите и неправдите во сите учебници треба да бидат прегледани и исправени, почнувајќи веднаш од учебникот по географија за втора година средно образование. Пред да се случи оваа средба, група албанци пред Министерството за образование запалија неколку страници од учебникот по географија. Ваш коментар за ова? Ке научале политичките партии од македонскиот политички блок дека е дојдено времето 12:05 и дека не може повеќе вака како досега? Нема да научат. Ке смогнете ли сили сите вие лидери на политичките партии кои се залагате за да го сопрете ова зло, наречено Зоран Заев, да се обедините и во интерес на македонскиот народ, а не за лични интереси? Видете, личните интереси во Глас на Македонија нема никакви лични интереси и затоа и бевме напросто уништени и скрадени на последните парламентарни избори. Ние им бевме опасни да влеземе. Буквално имало директива Соза Грчева и нејзините пратеници да не влезат во собрание и тоа беше остварено. Нам ни се украдени 43.000 гласа, 3.000 ни беа оставени. Значи, ние имавме 3 пратеника освоени. Бидејќи знаеа дека ние жестоко ќе се бориме за својата кауза, дека жестоко ќе се бориме против корупција, што им е рак рана, ќе се бориме против департизација, баравме длабоки резови во политичкиот систем. Дали нешто ќе се промени? Тешка работа, бидејќи сите кокетираат со албанските партии. Значи, тие им се нужни, неопходни за да сформираат влада. Непишано правило е дека не им е дозволена на ниједна влада кај нас без вклучување на албанските партии. Артан Груби, што е Артан Груби? Артан Груби е паралелната федерална власт во Македонија, да не се лажете. Тоа е федералната паралелна власт. Према тоа Мила Царовска и самата ќе може да ќе земе и ќе пали учебници. Не треба друг да ги пали учебници. Ќе прават се што можат за да удоволат на барањата на албанците. И тоа е нешто од еден волшебен круг од кој што ги теравме, ги молевме да излазат. И на последните избори баравме дури да се спојат. СДС и ВМРО да направат коалиција, да направат македонска влада, да покажат дека и како македонци имаме сила да се ги носиме законите и да ја градиме државата како што треба, се разбира, не исклучувајќи никој. Државата мора да е еднаква за сите, но ова не станува еднаква за сите. Ова се едни процеси кои што не водат на удолница. Нема крајно удоволување на тие барања. Пазите, не на албанската етничка заедница, што добива таа конечно. Туку на албанските политичари, на политичките партии, дел од нив и многу криминогени, кои што добиваат кај своето гласачко тело исклучиво на националистичка карта
Дали сте слушнале некоја албанска партија да има некакво граѓанско барање? Никогаш. Не протестираат за, не знам, загаден воздух, за вакцини, за било што. Тие исклучиво тераа својата националистичка агенда и тоа е една, не можам да разберам, после толку време, после толку отстапки, после толку права, тие се уште се чувствуваат дискриминирани. Па тоа е за жалење, како да ви кажам. Јас ги жалам и албанците што дозволуваат да бидат жртва на манипулација. Чиста манипулација. И тие се иселуваат од државата, и тие немаат вакцини, и тие живеат лошо, и им се баре уште повеќе од што на македонците подкуп за да влезат во било која институција, во болница и така натаму. Значи, и тие си дозволија да бидат манипулирани од овие криминогени структури на власт. Околу тоа што му нема крај, господја Грчева, што имате да кажете за проектот на градоначалникот на град Скопје, господинот Петре Шилегов, кој има намера да ги менува имињата на некои улици? Во списокот на Шилегов се наоѓаат и доста контраверзни личности, дури и бугарски преродбеници кои немаат никаква врска со Македонија, но и личности кои соработувале со фашистичките власти, а од друга страна се предвидува да се избриши улицата која го носи името на асновскиот деец Петре Пирузе Мајски. Вака сега за применувањето на улиците и Груевски ги промени улиците на големо негодување на скопјани. На големо негодување, тоа морам да го кажам. Ние за Аминта трети овде никој не бевме чуле. Една од главните улици во Скопје ја нарече Аминта трети. Што беше апсолутна глупост. Апсолутна глупост. Значи, Петре Пирузе треба да има не една уличка во Тафталиџе, како што е Мексичка, бившата Мексичка, туку треба да има некоја авенија, некој булевар, некоја голема улица. Бидејќи се работи за голем човек со големи заслуги за самостојна Македонија. И срамно беше што дадоа една уличка во Тафталиџе име Петре Пирузе. Јас, например, улицата Јордан Мијалков, кој што не гледам дека има некоја заслуга за Македонија, би ја преименувала во Петре Пирузе, а улицата Мексичка секако би оставила Мексичка, би го вратила името, бидејќи ние постарите се сеќаваме на помошта и солидарноста од Мексико за време на земјотрес. Тафталиџе е конечно целото изградено од солидарност на разни земји од светот. Тука се изградени цели населби на земји кои што ни помагале, специјално Мексико, кој што за прв пат видовме плоштадче направено во една таква мала населба. Сите како деца добивме богати пакети од Мексико. Тогаш многу ни значеше тоа, со тетрадки, со моливи, со играчки и така натаму. Беше срамно што се пребриша Мексичка, беше срамно. Јас плачев кога ја пребриша. Господе Грчева, ќе мола да побрзаме. Не може, се извинувам да завршам. Така. Значи, не можете така силеџиски тоа да го правите. Никој во населбата не сакаше да биде Петре Пирузе таа улица, туку да си остане Мексичка. Но затоа пак Јордан Мијалков никој не го прифати. Па Бујрум Петре Пирузе нека го префрлат кај Јордан Мијалков. За овие контроверзни личности што ги кажувате, тоа е апсолутна глупост, тоа е додворување на бугарите. Тие никако не смеат да го најдат местото помеѓу улиците. Значи, за некои работи да, еве Мексичка, сум за тоа да биде подитно вратена Мексичка, бидејќи си има своја предисторија, но Петре Пирузе заслужува поголема улица и по некои од артериите во Скопје. И не само Петре Пирузе, имаме и други дејци кои што воопшто немаат имиња на улиците. Значи, требаше да дојде до промена на имињата на улиците, требаше апсолутно, бидејќи и претходно беше насилнички беа крстувани улици по роднини на Груевски. Тоа не. Тоа беше дочекано на нож и со право беше дочекано на нож. Но не да најдат место никако луѓе од бугарското фашистичко минато, а нашите деци да добијат поголеми и посоетни улици. Дали Глас за Македонија работи на изнаоѓање можности за здружено делување со најголемата опозициона партија ВМРО-ДПМН? Знаете, ние почнавме еден процес на обединување.
Јас сега не сакам да изнесувам детали, бидејќи сме во преговори. Значи, покушаваме, се обидуваме и мислам дека ќе успееме да направиме еден голем опозицијски блок. Нема друг начин, тоа го видовме на изборите, сите мали партии ќе бидат украдени, ќе бидат поништени заради овој изборен законник ваков кој што не е. Никој нема волја да го промени, иако сега повторно има некоја иницијатива, секоја година имаме иницијатива за промена, ние друго чаре немаме. Значи, но не поради тоа што ние или други се искрадени, туку на вистина, за да го симнеме Зоран Заев, ни е потребна голема сила и обединување. Да работиме на таква една варијанта. Господја Грчева, кога сме веќе околу оваа тема, деновиве неофицијално излезе една информација дека најголемата опозицијска партија веќе има на располагање доволен број пратеници за превласт во парламентот, односно 61 пратени, а во тек биле преговори со уште неколку народни избраници. Политичкиот врв на ВМРО ДПМН во неколку наврати го потенцираше ова, додавајќи дека нивната цел не е да формираат влада, туку само да ја, како што велите, отворат вратата за предвремени парламентарни избори кои би требало да се случат заедно со локалните избори. Со какви сознанија вие располагате? Очекувате ли предвремени парламентарни избори заедно со локалните? Не, тоа не очекувам. Апсолутно не очекувам. Не. Значи нема да има предвремени парламентарни заедно со локалните, впрочем тоа никогаш и никаде немало. Може да има предвремени парламентарни избори заедно со председателски избори. Но јас очекувам дека ќе имаме предвремени парламентарни избори пред председателските избори, а не заедно со локалните избори. Дај Боже да е точно, ова информација кружи за формирање на ново мнозинство во парламентот. Јас тоа го поддржувам и го посакувам. Ние, впрочем, требаше да имаме во оваа кризна состојба една експертска влада, техничка влада, ако сакате, составена од експерти, која што ќе ни извлечеше на достоинствен начин и во преговорите со Бугарија, и во пандемијата, да не заборавиме. Ништо од тоа не се случи, значи Зоран Заев не мисли да отстапи. И добра би била ваква една варијанта што ја спомнавте, за која што и ние знаеме и слушаме, за формирање на ново парламентарно мнозинство. Ако тоа се случи, ќе имаме предвремени избори, но не верувам дека ќе бидат заедно со локалните. И за крај, господја Грчева, една стара тема, меѓутоа со шмек од поново време, од тазе. Протестите на шарената револуција кои беа нарачани од фондацијата Сорос, а самите протестанти беа само глумци на сценариото кој им го даде Сорос и помогна на оваа власт да направи од Македонија протекторат, а сценариото за носење на оваа власт беше темелено, за жал, на грбот и несреќата на неколку фамилии кои ги зафатија несреќни случаи од Црната хроника. Случајот со малата Тамара, смртта на Мартин Нешковски, Никола Младенов и децата од Смилковското езеро. Денесено тие протестанти, поточно Димитар Пасиев, лидерот на левица, воедно и пратеник во собранието, глуми голем патриот. Како така лесно народот поверува во шарените лаги на шарената револуција? И може ли човек кој ги уривал столбовите на државата, оној кој фарбал и уништувал па дури и канцеларијата на председателот Иванов, така наеднаш да се преобразува, да се превлече во патриотска облека и да биде чувар на македонизмот? И сето тоа, или пак сето тоа е само една голема и умешна глума? Видете, ова прашање треба да го упатите на ВМРО ДПМН, кој што доскоро ја поддржуваше левица и го создаде овој монструм, би рекла. Бидејќи јас се обидував да ги разубедам, пишував статуси, зборував на телевизија за тоа дека тој не зима леви гласови, дека ги одзема гласовите на ВМРО ДПМН и тоа ни беше јасно. Сега веќе го демаскираше и Заев од говорница во собрание на пратенички прашања, кога јасно одговори дека со Димче Пасиев имале договор пред парламентарните избори, дури за финансирање, помагање и така натаму, за да се одземат гласови од ВМРО ДПМН. Чудната работа тука е што ВМРО дури сега се сети дека тоа му се случува. Од кога се случи Белјата, од кога порасна
левица. Знаете, во една трула клима, не е тешко во суштина, ако играте на такви жици, како што игра левица, да ја канализирате целата една агресија која што постои во ова општество. Неговата псовка вреди повеќе од 10 мои решенија разумни што ги дада. Бидејќи знаете, утре може би ќе дојдете во позиција да сте на власт или да делите власт. Како со псовки вие ќе ја решавате таа работа или ќе ве колеме, ќе ве бесиме, децата да ви плукаат крв и така натаму. Но народот е желен веројатно за крв. Народот не е желен за разум. Ова е една виртуелна реалност. Впрочем, левица работи најмногу на социјалните мрежи, има многу пари на располагање, има големи донатори и дава огромни пари за популарност на социјалните мрежи. Нема да бидат ни први ни последни кои што би се издигнале на политичкото небо преку социјални медиуми. Тие на терен немаат луѓе. Тоа е една многу мала мрежа на луѓе на терен, но затоа ги владеат социјалните медиуми. А тука сме сите ние останати многу слаби. Многу слаби заради немање на финансии. Тие даваат дневно по, не знам, неколку илјади евра само за да бидат покриени на медиумите. И тоа е една битка која што ние треба да разбереме. Живееме во дигитално време, кога медиуми, социјалните мрежи стануваат многу поважни од мејнстрим медиумите. Треба да ја промениме и ние стратегијата. Треба да се обраќаме на младата популација на начин на кој што и левица се обраќа. Не со псовки, но да стигнеме до младите, а тоа се случува само преку социјалните мрежи. Левица представува веќе реална опасност за сите во Македонија. Реална опасност. Нивниот рейтинг е веќе многу високо качен. Предупредував, но како да не стигаше до таа работа до никого. До никого, еве сега, дури гледаме некакви обиди да се демаскира левица. Но улогата на левица мене ми беше во старт јасна. Успеавме, господја Грчева, да ги проследиме сите прашања кои што имавме планирано за денес. Ви благодариме на вистина од се срце. Задоволство Ви причини благодарам вам и поздрав реков до сите ваши слушатели. да се разделиме со желба за се најубаво до вас. Имајте си пријатен викенд и со покана да се чуеме за скоро овде на Македонски корени. Исти вие. Чувајте се, пријатно и до слушање.